Добро вечер. Ве поздравувам во новото магазинско издание на 360 степени на МРТ1 во кое донесуваме. Колку пати итната медицинска помош не одговорила на барањата за интервенција поради недостиг на тимови? Некаде еден тим за итна помош покрива само 1000 жители, во други градови покрива 40.000 жители. Слика од Скопје, Тетово и Битола. Во пракса, што ќе значи овој меморандум и оваа ваша иницијатива? Дали планирате целосно да ги сврлите цигарите од угостителските објекти, односно од сите објекти на затворено? Ова што го викате дека последно време е релаксирано во врска со непочитување, би кажал, на законот за пушење, и ја лично како министер и како довчерашен лекар, па и така и ќе продолжам, значи морам сериозно да се занимаваме со оваа проблематика. Под водецениска судска битка за спорна денационализација, неколку домакинства од Скопје ги спасија домовите, но пресуденото на хартија никако да се спроведе. Не тепаат, а не ни даваат да плачеме. Зошто на некои производи по нашите маркети се користи кратенката НМК, а не МК или МКД, како што е меѓународниот код за земјава? Прашавме во 4 институции и сите се прогласија за ненадлежни сами да постапуваат. Почнуваме. На брзата помош и треба итна помош, гласеше еден од насловите во домашните медиуми кога во понеделникот Центарот за граѓански комуникации го објави истражувањето за состојбата на службите за итна медицинска помош низ земјава. Главниот заклучок е дека во половина држава недостигаат тимови за итна помош за да се исполнат барем минималните стандарди за покривање на одредено подрачје. Врз основа на истражувањето 360 степени се обиде да отиде чекор понатаму. Нашиот Зоран Јовановски посети 3 здравствени дома во потрага по одговорот. Што е причината за недоволната екипираност на службите за итна помош? И еве историјата. Во 2016 година е донесена последната владина уредба во која е утврден минималниот број тимови што службите за итна медицинска помош треба да ги имаат според бројот на жители во реонот што го покриваат. Денес, во 2023 година, половина од службите за итна помош во земјава имаат помалку тимови од законскиот минимум, покажа најновото истражување што го спроведе Центарот за граѓански комуникации. Анализата дава податок колку интервенции имале достапните екипи, но државата не води статистика за колку повици немало тим за интервенција. Колку повици добиле за итна медицинска помош, а на колку повици реално отишле, бидејќи и поентата, односно потикот за ова истражување беше жалењето на граѓаните дека едноставно не доаѓа медицинската помош кога ја бараат. Како име и на луѓето на терен, чија работа е итно да помогнат. Службата за итна медицинска помош во Скопје се грижи за околу 600.000 жители. Од 2015-та, последната година за која има податоци, кубури со бројот на тимови. Еден тим се состои од доктор, медицинска сестра и возач. Такви тимови на хартија имаат вкупно 45, а според владината уредба треба да имаат најмалку 63. Тоа се 18 тима помалку од законскиот минимум. Но тоа го вели статистиката која според раководителката Милица Бубало не е секогаш одраз на реалноста. Таа вели дека има постојан прилив и одлив на кадар. Дел одат во пензија, дел се заминуваат во странство и во приватниот сектор, дел се на боледување или на породилно отсуство. Па во моментов службата има вкупно 40 тима што одат на терен. Треба постојано да има вработување, значи да се предвидува постојано да има вработување во оваа служба, конкретно и секој пат постојано да се прати приливот и одливот и да не се чека премногу нели за прилив и за одлив. Проблемот ни настанува во моментот што ние имаме согласност за еден вработен, сме ја добиле од Министерство. По некоја причина тој вработен може после 2 години да си даде отказ и ние треба да бараме повторно нова согласност за да можеме да вработиме на негово место. Статистички оваа служба има 17 возила, но за итните повици се користат 11. Од тие 17, едно е Dacia Duster кое што не е санитетско возило. Значи, ја сепак ние во нашата служба
Имаме два ренотрафика кои што се од 2012 година и се над 300.000 километри поминати и тие не можеме да ги вклучиме на итните покани. И имаме два Volkswagena кои што се од 2008 година. Значи и тие исто имаат над 300.000 и не се, мислам, не можеме да ги вклучиме во итни покани заради тоа што брзината на движење им е помала, односно не одат повеќе, како кажуваат возачите, од 50. Раководителката вели дека покрај ова, многу други фактори влијаат на брзината со која действуваат. Например, хаотичниот сообраќај. Се случувало во дадена ситуација да речам, нели, да не можеме од каде да извлечеме возило, па нормално тука веќе се користат телефоните, ајде побрзо ве молам, ослободете го возилото со клинички центар, никој пат не зависи од нас. Во Скопје дел од проблемот за брза услуга е во сообраќајот. Но во Тетово, итната помош често не може ни да излезе на улица. Најголемиот метеж е на рампата за влез во болницата, а нема одвоен пристап за медицински возила. Тетовската итна медицинска помош се грижи за 167.000 жители. Во 2015-та имала 13, а сега 8 тима, дури 5 помалку. Според владината уредба треба да има 18, што е за 10 повеќе од сегашните. Имаат вкупно 4 возила. Надлежните велат дека ова не е доволно за 6 општини во нивниот регион, но тврдат дека даваат максимум со тоа што го имаат. Приоритет има тој повик што има повеќе хитност или каде значи има животно загрозувачка состојба на пациентот. Значи тие повици сегогаш се има значи предност за да можеме да стигнеме побрзо. Нормално се имаме и жалбе дека не сме стигнале на време и друго, но тоа има и ред други работи што меѓу тие се и гужвата на значи у градот што е присутна, особено значи у летните денови. Раководителот предлага да има барем уште 2 диспрезирани тима. Еден во Боговиња и еден во Теарце, за брзата помош да има логика во пооддалечените места. Низ општиниве кај што се, барем да имаме по еден тим и значи тие да го надгледуваат тој терен, па по потреба ми е да идемо плюс таму. Зашто го викам ова? Бидејќи ако пример, значи има еден повик у Јажинце. До таму има од прилика некаде 30 км. И значи зависно од климатските услови и гужвата у комуникација, нам ни треба многу време. Да би имало хипотетички еден пункт у Теарце, тие би стигнале многу побрзо. Тетовската служба за итна помош очекува вработување на дополнителни 4 доктори, со што состојбата малку би се подобрила бидејќи и тука, како што вели раководителот, голем проблем е одливот на кадри. Од вкупно 33 служби за итна медицинска помош во земјава, 11 имаат број на тимови поголем од минимумот пропишан во владината уредба. Таква е Битолската, која покрива 93.000 жители. Во 2015-та имала 14, а сега има 16 тима. Минималниот број за нив е 12, што значи дека имаат 4 повеќе од минимумот. Ова бројка е оптимална. Праксата тоа го има покажано, бидејќи немаме точна граница помеѓу ургентната палата и теренската работа во итната медицинска помош. Зошто? Значи, кај нас е 16 тима распределени во 4 екипи. Секоја екипа има 4 тима составени од доктор и медицинска сестра и 3 возачи кои што се за теренските интервенции со екипите на итната медицинска помош. По правило, едниот тим од овие 4 тима фактички не дополнува секаде каде што во текот на работното време би имало недостаток. Не поминавме низ многу, но впечатокот е дека Битолскиот е еден од најсредените здравствени домови во земјава. Сите одделенија се реновирани со истакнати фотографии каква била претходната состојба. Набавени се современи апарати, хигиената е на ниво, а вработените се мотивирани да работат професионално. Јас не би изменила ништо, само би сакала да имаме поголем број на вработување, бидејќи, како што ви кажав, огромен дел на докторите многу често ни заминуваат. Според владината уредба, секој здравствен дом што опфаќа до 30.000 жители треба да има најмалку 5 тима за итна медицинска помош.
Ако здравствениот дом покрива повеќе од 30.000, тогаш треба да има најмалку по еден дополнителен тим на секои 10.000 жители. Истражувањето покажа голема разлика во оптовареноста на еден медицински тим. Некаде еден тим за итна помош покрива само 1000 жители, во други градови покрива 40.000 жители. И исто така некаде еден тим има по 20 на интервенции дневно, а во други места има по не цела една интервенција дневно. Филков смета дека проблемот со долгата процедура за барање согласност за нови вработувања треба да се истакне на повисоко ниво. Мислам дека да, тоа е оправдување, меѓутоа мене како граѓанин истражувач не ми држи тоа оправдување. Се сменија неколку министри за финансии во последниве 8 години, се сменија двајца премиери, значи може проблемот да се истакне на повисоко ниво. Ако службите на вистина ова сметаат дека е проблем, луѓе да им се јавуваат, а тие да не можат да одговорат на сите наши потреби, тогаш треба проблемот да го истакнат на високо ниво, кај премиерот, значи во јавноста, и мислам дека нема министер за финансии кој што нема да даде такво, да кажам, одобрување за нови вработувања. Министерството за здравство е во фаза на јавна набавка на 22 нови возила со комплетна опрема за службите за итна медицинска помош. Министерството за финансии пак најави дека од до година повеќе нема да дава согласност за нови вработувања во јавниот сектор. Таа обврска ќе имаат одговорните лица во институциите. Овие измени веројатно ќе решат дел од проблемите, особено при вработувањето. Друго е прашањето дали итната помош ќе биде доволно привлечно место за работа за доктори и друг персонал, кои патем се почесто се решаваат лебо да го печалат надвор од земјава. Можам само да претпоставам дека ќе расте акцизата за тутунските производи. По практиките што ги имаме во светот и во Европската Унија, ние гледаме дека таму цигарите, пушењето е многу скапо и затоа треба да се гледа и во тој правец. Интервју со министерот за здравство Фатмир Меджити по најавата за затегање на мерките против пушењето. Министерството за внатрешни работи потпиша договор преку кој ќе ги набавува налепниците со НМК, кодот кој треба да стои на возилата регистрирани во земјава, наместо досегашниот МК, согласно договорот од Преспа. Тој код НМК е предвидено да се користи исклучиво за табличките, но како што покажавме пред неколку недели, се користи погрешно во соседството, например на сообраќајни знаци. Колегата Владко Чаловски сега истражуваше на оваа тема во нашиот, домашниот двор. Испадна дека кодот НМК или слични деривати го има на декларации на некои производи што може да се најдат по нашите супермаркети. Згора на се, нема посебно државно тело што ја следи имплементацијата на ова прашање. Пред еден месец известивме дека соседна Србија го користи кодот НМК на патните знаци кон земјава, иако според договорот од Преспа треба да стои МК. Веруваме дека соседна Србија, со која негуваме одлични билатерални односи, ќе постапи по нашето барање, односно ќе ја коригира вертикалната сигнализација и ќе го постави коректниот меѓународен код за Република Северна Македонија, МК, односно МКД, и тоа час поскоро. Сега од соседството погледот го насочивме кон сопствениот двор. Наместо да важат договорените меѓународни кодови МК и МКД, пропусти најдовме и кај производите кои се наоѓаат на македонските полици. Кој наблюдува и кој е одговорен за правилно користење на меѓународните кодови по дома? И тие луѓе што читаат декларации на производите најчесто го прават тоа за да го проверат рокот на траење или составот на производот. Нас сепак не интересираше кодот на декларацијата за земјава. Најголемиот дел од декларациите беа правилно означени со МК или МКД. Но на некои производи наидовме на Н.МК или на МК. Како на оваа хартија за бришење раце, овој густ сок, ова маслиново масло, читател ни испрати и погрешна декларација на вреќа со гипс. Како е можно среде земјава да има толку видливо прекршување на договорот од Преспа? Патот по одговори го почнавме од институцијата која е надлежна за надзор над пазарот, Државниот пазарен инспекторат.
Декларацијата мора да биде комплетна и треба да ги содржи, значи следниве податоци. Назив на стока, значи за како производ станува збор, односно име под кое што стоката се става во промет. Понатака имаме состав на стоката, имаме начин на одржување на стоката, начин на употреба на стоката, датум на производство и рок на употреба, име или назив и седиште на производителот, односно на трговецот, доколку ово има свој знак за разликување на стоката, предупредување за можна опасност при употреба на стоката, изјава на производителот за постоење изменети својства на стоката, изјава за усогласеност на стоката со пропишаните услови издадени од производителот. И никаде не ги спомнавте кратенките на јазикот. Трговецот е должен декларацијата да ја обезбеди на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на територијата на Република Северна Македонија и неговото писмо. Со други зборови, пазарна проверува многу елементи од декларацијата, но не и кодот. Не упатија нашите прашања да ги поставиме до Министерството за економија. Оттаму пак на прашањето за институционална усогласеност во рамки на меѓународните кодови се повикуваат на базичните информации кои еден производ треба да ги содржи од Законот за заштита на потрошувачите во членовите 6 и 38 па потенцираат. Законот за заштита на потрошувачи во надлежност на Министерството за економија не ја уредува употребата на кодови, односно МК и МКД кодот. Само ја пропишува обврската на трговецот за информирање на потрошувачот за производот или услугата што ја нуди. Министерството за економија нема надлежност да го регулира прашањето по однос на користење на кодовите, односно трговците постапуваат согласно насоките кои се дадени официјално за сите. Следната институција која ја побаравме, бидејќи има директна работа со декларациите на производите, беше Агенцијата за храна и ветеринарство. Директорот Николче Бабовски потенцира дека ознаките на производите мора да бидат читливи и јасни за потрошувачите. Меѓутоа и тој вели дека не постои институција која дала какви било директиви или упатства по договорот од Преспа. При постапувањето се водат според правилниците на агенцијата, а за производите со несоодветно означување вели ги третираат како небезбедни. Доколку се појави во било кој маркет или мало продажба производ кој има несоодветен код, кај нас значи во употреба е кодот МК во овај момент. НМК или било кој друг код не е авторизиран, не е одобрен и во тој случај кога производот се наоѓа со неодобрен код или неодобрена декларација, несоодветна декларација, ние како институција тој производ без разлика на неговите карактеристики во дадениот момент го сметаме за небезбеден производ и тој производ одма треба да се отповика и острани од промет. Ама еве јас во маркетите најдов производи кои што имаат НМК и Н.МК, Н.МК. Како се нашле тие на полиција? Значи јавно повикувам доколку се најдат такви производи во било која фаза на продажба, ги замолувам на бесплатниот телефон или на нашата веб страница info.fva.gov.mk потрошувачите одма да го пријават тој производ. Бидејќи, пак ќе нагласам, тој може да е според своите карактеристики безбеден, меѓутоа чим нема соодветна декларација, одма по нашето законодавство тој производ се смета за небезбеден производ. И се додека не се острани тој недостаток, не се постапи според позитивните законски решенија, значи кодот кој што треба да стои треба да биде МК, бидејќи моментално во употреба е тој код. Ама како влегол во државата? Ако е увезен? Тоа самите увозници одговараат значи за тој производ, бидејќи имаме производи кои што директно доаѓаат кај самите производители, во зависност од тоа дали е производ од храната, дали е од животинско или од неживотинско потекло, имаме одредени процедури кои што заедно со царина, со Царинската управа на Република Северна Македонија се спроведуваат. Значи, ако производите на чија декларација има код за земјава, поинаков од МК и МКД, треба да се пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство. Се чини дека пријавувањето е оставено само на граѓаните. Но како тие производи воопшто влегле во земјава, прашавме во Царинската управа. Од Царинската управа се прогласија за ненадлежни и не упатија одговори да бараме во Министерството за економија. За подсетување, веќе го пренесовме ставот на ова министерство и тие се ненадлежни. Значи, никој не е надлежен да проверува каков е кодот за земјава на декларациите на производите, ниту при увоз,
ниту во малопродажба. Останува на граѓаните да ловат грешки и да пријавуваат во Агенцијата за храна и ветеринарство. Пред околу 20 години на неколку семејства во Скопје им доаѓаат луѓе наврата кои им велат дека набрзо мора да се иселат од домовите во кои живеат со децении претходно. Иако имаат куќи на конкретна локација, земјата под нив некако е вратена со денационализација, а наследниците веднаш ја продаваат на инвеститор. По 20 години поминати по судови, денационализацијата конечно е поништена. Но сега државата не брза да си го врати земјиштето во своја собственост. Зошто? По одговорите трагаше Славица Филиповска-Иванова. Пред година и половина 360 степени објави историја за спорна денационализација на земјиште од околу 8000 квадрати на влезот во Скопје, меѓу населбите маđари и автокоманда. Тука некогаш се наоѓал автокампот Турист со ресторан и придружни објекти. Околу ресторанот имало и има неколку приватни куќи, легално откупени, но изградени на национализирано државно земјиште, што им создава маки на собствениците со децении. Ние претходно сме живееле кај Беково центар. По земјотресот куќата е разрушена и оваа куќа му беше доделена од Туристички сојуз на Македонија, каде што беше вработен таму мојот дедо Бркич Петар. Во 64-та, а 66-та е отплатена во целост, каде што имам и документи, уплатници од тоа време, значи кој ги исплаќал кон Туристички сојуз на Македонија, тогаш на Југославија, нели? И во 66-та година имаме потврда дека во целост е исплатена и е во негова собственост. Јас сум Живко Гичев, роден во оваа куќа од 1959 година и сме соправни наследници од 1948 година дојдени од Егејска Македонија, како политички емигранти. Кога дојдоа нашите предци, нашите дедо, баба, татко и неговите, и на Драган, татко и дедо, владата на РМ тогаш ги насели во оваа куќа. Во 1993 година јас и таткото на Драган склучивме договор за купо-продажба. По независноста и почетокот на процесот на денационализација, наследниците на оригиналните собственици побарале државата да им го врати земјиштето. Но во 2002 година, тогашната комисија за денационализација го превидува фактот дека на локацијата има 3 легални куќи покрај тогаш веќе пропаднатиот мотел. На наследниците им се враќа целата парцела како да е празна. Тие пак веднаш го продаваат имотот на нов собственик кој видел интерес да инвестира во градби. Без да знаат што се случува, староседелците наеднаш биле соочени со барање веднаш да се иселат од домовите. Почнуваат судските битки кои траат до ден денес. Клучно на барање на Државното правобранителство. Во 2019 година Управниот суд носи пресуда дека денационализацијата била незаконска и наложува таа да биде поништена. Надлежната комисија ја поништува, но пред да стане правосилна следува нов апсурд. Државното правобранителство повторно поднесува тужба до Управниот суд и бара да се поништи поништувањето на денационализацијата, за кое самите тие претходно воделе обратна битка. Управниот суд ги одбива. Правообранителство поднесува жалба до Вишиот управен суд, но и оттаму годинава се одбиени, што значи уште една судска потврда за поништување на спорната денационализација. 2023 година им донесе нова надеж на староседелците тука. Жителите во куќите кај некогашниот автокамп Турист се радуваат на пресудата на Вишиот управен суд од мај годинава, која одби жалбата на правобранителството и го уважи поништувањето на денационализацијата. Но тие не се формална странка во постапката, па сега прашуваат што и како понатаму. Ова правосилно решение не ни е доставено до нас, бидејќи ние не сме странка во таа постапка, а ако не сме странка во постапката за денационализација, ние секаде фигурираме као тужена страна по основ на таа денационализација. Значи, во смисла не тепаат, а не ни даваат да плачеме. Нашето барање да прво да се достави ова решение
да ги имаме сите права како трета и оштетена страна во оваа постапка, а овие државни органи се однесуваат како да им сме најголеми непријатели, не знам што. Еве, поминаа веќе 6 месеци, се уште не знаеме ни предметот каде е, бидејќи ни велат дека сме трета странка во постапката или не сме странка во постапката. Еден апел до институциите да не известат до каде е предметот, бидејќи ние сепак сме странка во постапката, бидејќи нашите објекти се наоѓаат на тоа земјиште. Независно од интересот на жителите, ова значи дека веќе 6 месеци има правосилна судска пресуда која вели дека околу 8000 квадратни метри земјиште на влезот во Скопје треба да и се вратат на државата, а државата никако да ја почне постапката. Зошто се чека, прашавме во Државното правобранителство. Ни одговорија дека чекаат да завршат други постапки поврзани со тој предмет. Државното правобранителство најпрво ќе го причека исходот од постапките кои се во тек, па по добивање на правосилна извршна одлука ќе изгради своја правна конструкција, а во таа насока ќе се дефинира крајната намера и би се конкретизирале понатамошните насоки на дејствување. До кога ќе чекаат, особено што веќе имаат правосилна судска пресуда по која можат да постапуваат, не добивме прецизен одговор. Напоменуваме дека, како што претходно потенциравме, во тек се постапки пред управниот суд и неизвестно е во кој временски период овие постапки ќе добијат правна разрешница. Поради тоа, во оваа фаза на постапката не сме во можност да поставиме временска рамка и да зададеме било какви временски рокови. Од Државното правобранителство не беа конкретни на прашањето зошто пред 3 години кога управниот суд одлучи во нивна корист да се поништи денационализацијата, тие одлучија повторно да се жалат. Кажаа само дека сметале дека им е повредено правото. Таквиот чекор за трите засегнати семејства значеше уште неколку години плюс до посакуваната цел, која и покрај се постојано им се оддалечува, а таа е земјиштето под и околу нивните куќи повторно да се врати кај државата за да можат да си го откупат. Дали државниот правобранител, дали Министерството за финансии кој ја направила таа спорна денационализација, па преку нив до катастарот за да ова земјиште каде што се наоѓаат нашите куќи се врати на Република Македонија, за тоа ние понатаму од почеток да почнеме, тоест да го откупиме, за да имаме земјиште под нашиот објект, како и земјиште околу објектот за употреба. За апсурдот да биде уште поголем, на патот на процедурите стои купопродажниот договор што наследниците на земјиштето побрзале да го склучат со инвеститор Сабедин Салиовски. Му го продале земјиштето набрзо откако државата им го вратила со денационализацијата, која сега е поништена. Логично е ако се спроведе поништувањето на денационализацијата, да се поништи и тој купопродажен договор. Во моментов, според податоците од катастарот, куќите се во собственост на нашите соговорници, но земјиштето е на име на последниот купувач, Сабедин Салиовски. Пред година и половина, телефонски тој ни кажа дека куќите ги смета за времени објекти, што не одговара на фактичката состојба во катастарот. Ни кажа и дека се обидел да се спогоди со жителите, но жителите велат дека им биле нудени смешни суми, а Салиовски се обидел и судски да им наплати кирија затоа што живеат во куќи кои се наоѓаат на негово земјиште. Ако се спроведе последната пресуда на Висшиот управен суд, сите судски спорови на Сабедин Салиовски против староседелците ќе паднат во вода. Како можеш и тој да купи земјиште што не го видел, а знае дека има објекти на него, а не бил воведен во владение? 20 години се тужиме со некој човек што, како да кажам, и тој го купил земјиштево од некој што го наследиле спорно, значи, на нелегален пат. Вратена денационализација, заедно со нашиве куќи на тоа земјиште што е вратено. Според пресудата на Висшиот управен суд, катастарската парцела 13007 не може да биде предмет на реално враќање на наследниците. Наместо земја, судот определува надомест во вид на обврзници за претходните собственици. Тоа што добиваат надомест, иако веќе еднаш го продале и земале пари за земјиштето, според судот не влијае на поинакво одлучување. Со други зборови, сплетката што ја направи некогашната спорна денационализација веќе 2 децении става во лавиринт мноштво физички лица и надлежните институции. А жителите прашуваат,
Зошто со години се замижува за тоа, како воопшто се случила и кој е одговорен за спорната денационализација? Има чудна тишина некој чуден молк. Тоа нешто кажува сепак. Затоа што, еве и по овој допрен глас, тоа треба јавниот обвинител и нивните надзорни органи што ги контролираат овие незаконски решенија што се донесени, треба да си превземат нешто. А не сум обвинител, ниту моите комши да обвинуваме или да кажуваме кој кај е сгрешен. Од одговорите на правообранителство, може само да се предпостави дека најверојатно и оштетените наследници од некогашната национализација водат засебни управни спорови, зашто и тие чекаат конечен исход. Наследниците пак, на оние што легално купиле куќи на земјиште кое било државно во тој момент, се надеваат дека денационализацијата нема да донесе нова неправда. Тешко е, како неизвестно е. Значи, да ве држи нешто неизвестно 20 години, сепак е тешко. Да не знаете што понатаму, што би се случило. Нека му ја мислат пушачите како понатаму, изјави деновиве министерот за здравство Фатмир Меджити, најавувајќи сериозно затегнување на мерките за борба против пушењето цигари, а веројатно и против употребата на посовремени форми на тутунски производи. Но тој не каже кои конкретни мерки се намаса, најавувајќи дека одлуките ќе се носат во јануари наредната година. Вообичаените мерки против пушењето кои земјава и досега ги применувала се делумна или целосна забрана за пушење во затворени простории, зголемување на акцизата на тутунските производи, забрана за рекламирање и друго. Во кој правец ќе се оди сега, одговара лично министерот Меджити во разговор со Александар Димитриевски. Секој втор човек во земјава, или речиси 50% од населението, користат тутун, покажено неодомнешно истражување на think tank организацијата Аналитика. Дали ваквите бројки, министре, беа причина за пред неколку дена да им се заканите на пушачите да му ја мислат од нова година? Напротив, ова не беше закана од моја страна. Овие бројки што вие ги спомнавте веќе за пушачите, тоа е многу загрижувачки факт. Значи, по сите ние статистики што ги гледаме низ светот, значи, Македонија веќе е рангирана во топ 10 земји во светот што најмногу се користи тутун и што има најмногу пушачи. А најзагрижувачки за нас, како на вистина многу сериозни, како кабинет, како Министерство за здравство, е што од 14 години веќе имаме по некои статистики дека 20% од младите почнуваат да користат пушење. И ова навистина е многу загрижувачки факт и ние веќе ова иницијатива не е од сега, значи од кога дојдовме со кабинетот во Министерството пред неполни 10 месеци, нели присуствувавме потоа во Светската здравствена асамблеја на Светската здравствена организација во Женева и тогаш со председателот на Светска здравствена организација Теодрос и со директорот за Европа Денис Клуге, ние веќе разговаравме во ова тема и тогаш и го поканивме да им најдеме некоја иницијатива и решение за да дојде тука кај нас во јануари да не посетува во Македонија директорот и од тие наши комуникации со Светска здравствена, значи дојдовме до заклучок дека треба како Западен Балкан сите јануари некаде на крај да подпишуваме меморандум против пушењето. Во пракса сега би ве прашал неколку работи што ќе значи тоа. Земјава има неколку механизми со кои што во принцип би требало да се бори против пушењето. Првиот или основниот можеби е наречен Закон за заштита од пушењето, донесен уште во 95-та година. Најмногу заострен можеби во времето на поранешниот премиер Никола Груевски, а релаксиран во времето на премиерот Зоран Заев, политичка партија која што тој предводеше, со која што вие сте сега во коалиција во оваа влада. Клучно беше што имавме еден период кога пушењето беше забрането секаде на затворено, вклучувајќи ги рестораните. Сега се случи едно релаксирање на тоа да се дозволи пушењето барем во гостителските објекти во оние делови што се нарекуваат летни бавчи или нешто слично, иако сведоци сме на терен дека тоа наидува на креативни толкувања, ќе ги наречам. Во пракса, што ќе значи овој меморандум и оваа ваша иницијатива? Дали планирате
целосно да ги сврлите цигарите од угостителските објекти, односно од сите објекти на затворено. Точно така, неколку пати интервенирано во Законот за здравствена заштита за пушењето и за тутунот, но ова што го викате дека последно време е релаксирано во врска со непочитување, би кажал, на Законот за пушење, и ја лично како министер и како довчерашен лекар, па и така и ќе продолжам, значи морам сериозно да се занимаваме со ова проблематика. Пред се тука ние сме да ги превенираме секогаш лошите навики и да ги превенираме и болестите, зашто кога ќе доаѓа до овие злочудни малигни болести, тогаш тоа многу ќе кошта и на Министерството за здравство и на буџетот на државата, а тоа што не можеме никако да го вратиме, тоа е дека секоја семејство веќе во Македонија, што е многу загрижувачки, се соочува со вакви болести од овие лоши навики, и знаете како е, секој веќе знае и треба да стане да размислува една минута многу логично дека ги губиме нашите најмили, а не сме свесни за тоа. Значи, на вистина е загрижувачки, зашто веќе околу 7,8 милиони луѓе значи во светот го губат животот во годишно ниво, а од нив 1,3 милиони се деца и новороденчиња. Значи, ние треба да внимаваме нормално многу на здравјето на нашите граѓани пред се, а и нормално и на нашата иднина, тоа се нашите деца. Но дека ја лично, не дека ја не сум пушач, сум не пушач, но лично се залагам и тоа ќе биде нормално во склоп и со скрининзите на Европска Унија, каде цело време ние зборуваме на убави зборови, дека се стремиме да бидеме дел од Европска Унија, а ништо не правиме во врска со вашето објаснување, дека потполно се согласувам, дека ние секогаш донесуваме некои закони и закона за пушење, но никогаш во пракса не се почитуваат или 3 дена траја тоа и после тоа продолжуваме исто. Вака сите го знаат ставот на мојот кабинет и мојот личен став, дека за овие неполни 10 месеци како министер, се што сме кажали или не сме кажали, значи го реализираме и нема да отстапиме од овој пат. Не дека треба да се заканиме на некого, дека треба некој да ги казниме, напротив, повикуваме на таа што е општа култура и здравствена култура, пред се да мислиме на самите себе и на нашите граѓани. Вие како што видовте на некои почитувани медиуми, нели интервјуирале доста дел од граѓаните кои ги гледавме дека се пушачи и, например, безкомпромисно, како ги слушнавме, го поддржува тоа. Знаете, ова пред се е на здравствена хигиена, тоа се подразбира орална хигиена, па да не зборувам за болестите кои следат после овие лоши навики, конкретно пушењето. Добро, значи ако можам добро да ве разберам, вие ќе инклинирате кон тоа пушењето да се забрани секаде на затворено, односно да имаме повторно рестрикција на тоа законско решение што го имаме сега, што едно време се олабави, така да кажам. Апсолутно точните препораки со подпишување на меморандумот ќе ги добиеме од Светска здравствена организација и верувајте дека ќе постапиме 100% по тие препораки. Така да, ако луѓето мислат на себе, на своето здраве и на своите најмили, а мислам дека крајно е време, тоа што го кажам, ќе го повторам, да седнат и да размислуват една минутка дека секој ден во нашата држава губиме на вистина драгоцени луѓе, наши најмили во нашите семејства. И за тоа треба да внимаваме како се однесуваме и таа општествена одговорност треба на вистина да е на највисоко ниво, а за тоа на вистина треба, ја повикувам и апелирам секој пат, дека треба крајно време да го смениме менталниот склоп и да почнеме не за себе, зашто големината е секојаш да размислуваш за другите, за околината и за нивното добро и за здравјето. Што е меѓу тие други препораки, министре? Ве прашувам сега за
конкретни работи кои што ќе имаат конкретен ефект во Значи, општеството. ние ги знаеме веќе препораките, но нема сега да ги споделиме конкретно и детално што подразбират, но со подпишувањето на меморандумот ќе држиме пресконференција, ќе излеземе и ќе повикуваме и не би сакале да доаѓа да го оштетиме буџетот на некое семејство или на некој граѓанин, да треба тоа што го кажам, ако не размислуваат за себе, за нивното здравје, тогаш должност е, на вистина општествена должност и одговорност, да мислат за здравјето на сите граѓани во Република Северна Македонија. Штом го споменувате буџетот, иако не сакате да откривате детали, можам само да предпоставам дека ќе расте акцизата за тутунските производи. Апсолутно за тоа се засегнати, колку што знам, значи Царината и Министерството за финансии, и ние со нив, навистина со Министерот за финансии, за да бидам искрен, зборувавме во ова тема и навистина тука треба една детална анализа да се направи, да се разгледуваат можностите, но по практиките што ги имаме во светот и во Европската Унија, ние гледаме дека таму цигарите, пушењето е многу скапо и затоа треба да се гледа и во тој правец даноците и давачките за тутунот, нормално тоа ќе биде една од мерките да се зголемат и кај нас. Видете, реално е очекувано дека ќе имате сега отпор од дел од граѓаните, ќе имате сигурно отпор од угостителската индустрија, така што дали имате поддршка на ниво на влада, затоа што ова ќе биде прашање, како што реков, ќе отвори повеќе фронтови. Ја ви викам дека тука сме нормално како многу одговорни во Министерството да водиме грижа за здравјето на граѓаните и кога е здравјето на граѓаните и моето мото и мојот кабинет е дека здравјето на граѓаните ни е пред се и тука нема да отстапиме и нема да направиме компромис со никого. Знаете како некој граѓанин, вие или ја, кога патуваме во европските земји или во светот, значи одиме тамо и се прилагодуваме, се адаптираме, ги почитуваме законите, не се пуши. Еве, ја од лично искуство лани во еден конгрес невролошки бев во Сингапур и знаете како функционира таа држава. Можеби од цел Сингапур во 5 места не се пуши, што се одредени за пушење и знаете колку се напреднати тие луѓе и колку е висока општествената одговорност кај нив. Министре, доколку се донесат овие измени, иако не кажувате детали за нив, мислам дека контурите можат горе-долу да се препознаат. Тоа ќе значи неколку работи, меѓу другото може да се очекува зголемување на нелегалната трговија со цигари, нелегалната трговија со тутун, која што и сега имаме. Затоа пак ќе ве прашам дали имате разговарано за темава начално на влада за да се зајакнат капацитетите на институциите кои што ќе треба потоа да ги прават контролите на терен. Едно е да ги измениме законите да се донесат построги одредби, но дури порано кога имавме построги одредби, да бидеме реални, целосно се почитуваше 2 километри во радиус околу плоштадот. На периферијата на Скопје по другите градови секаде беше своја политика. Ние постојано зборуваме на тоа што ќе претходи, значи периодот, ние динамично ќе зборуваме со сите засегнати страни во владата во врска со овој проблем. Се уште немате изградено мислење преку коалицијата? Апсолутно немаме изградено такво мислење, но како и да е, јас сум најповиканиот како министер за здравство да се грижам за здравјето на граѓаните. Нели знаеме дека угостителските објекти во едно време што вие го спомнавте во вашиот увод, дека ова се почитуваше, имаше посебен дел за пушачите и посебен дел за непушачите. Ние тоа го имаме предвид, но на вистина треба мерки и тие мерки веќе една за сегојаш треба да се испочитуваат. Точно е така дека ова не е, го засегнува само Министерството за здравство, ние на вистина се грижиме за сите граѓани, но нашата поддршка треба да биде и другите институции во ова проблематика се засегнати со овој проблем и заедно со нас, но знаете како е, кога некој ќе настојува, кога има добра волја, а тука не се зборува само за волја, тука е тоа што е нешто светло, што е здравјето на
пациентите и здравјето на сите граѓани на нашата држава и на вистина тука верувајте дека ја како министер и мојот кабинет немаме да имаме компромис со никого. Ако некој од другите институции што ги спомнавте не ги извршуваат своите обврски, ние ќе излеземе, значи на прес и пред медиуми вие почитувани и ќе кажеме дека адресата е во оваа институција и мислам дека кога се има волја мора да се постигне тој резултат што го посакуваме сите. А нашата цел е пред се да го намалиме ова користење на пушење, а ние нормално сме свесни во овој правец дека најголем дел од земјоделците се тутунарите, едно од меѓу најбројните и знаеме дека 30.000 семејства живеат од ова, но нормално тие имаат субвенции и ние ќе настојуваме и ја добив и тогаш поддршка и мислам дека ќе имаме навистина многу голема поддршка во овој правец, заедно со директорот за Европа на Ханс Клуге на Светска здравствена организација и ќе издействуваме преку влада и преку Министерството за земјоделие за овие да се менуваат со други култури во земјоделие и за ова ќе треба нови субвенции и овие и тутунарите ќе се субвенционираат во овој правец. Но ова не го велиме ние, овој го велат скрининзите на Европска Унија и ние, ако сакаме да бидеме дел од таа Европска Унија, мораме да ги испочитуваме не само ова, во сите насоки и мораме да ги смениме некои навики и мислам дека е крајно време. Добро, во право сте, веројатно, можеби најголем дел од субвенциите кои што ги дели државата од националниот буџет точно е за тутунот и што е една голема контрадикција при секоја борба против пушењето во земјава. Имате разговарано со здруженијата нивни и така натаму, дали се они подготвени да направат таа транзиција? Велите Министерството за земјоделство, значи веќе има некаква начална разбирање. Јас сум нормално и тие ги имаат скрининзите на Европска Унија во нивниот дел и јас сум спремен на вистина заедно кога ќе нормално ние имаме тајминг како ова ќе се изреализира и кога ќе дојде време сум спремен да седам и со министерот за земјоделие да седнеме заедно и за тутунарите и да кажеме за сите последици и сите дефекти во населението, во нивните семејства, што подразбира и, на жалост, што донесува тутун. Додека зборуваме за тутунски производи, а се зборува долго време, на пазарот се намножија нетутунски производи, но кои што содржат никотин, и тие се особено популарни токму меѓу најмладата популација. Што се очекува да се преземе во врска со овие производи, бидејќи сега во моментов тие се во една сива зона да ја наречем? Значи, истите мерки, најригорозни, ќе важат и за електронското пушење. Ви благодарам многу на времето. Благодарам и на вас за можност. Тие што редовно не гледаат, знаат дека наред е новата саботажа. Квадрат си прерасна во вечна саботерска инспирација, бидејќи како ништо досега, нивните седници на Советот се толку невообичаено впечатлив дебатен клуб, со специфичен шмек, што го дава карактеристичниот дијалект. А како врв на сето тоа, секогаш се знае кој е главниот лик. Во општина Квадраци, кај што јас раководам, нема ваши и наши, сите се мои. И не само што има целосна контрола врз ситуацијата, туку знае се, за секого, и приватно, и службено, и државно. Ма малку е подскаран со зборовите и нивното значење, па врзулците ги меша со коритата во кои се става храна за добиток. Сите тука што седите како советници, од мажи и жена се вработени во државни јазли, и на крајот сами со себе си искарате, за да од кај што од работа и дојдете у приватно. Сами се скарате. И не само за овој град, туку и генерално за Тиквешијата е препознатлива таа фраза која се става и стабилно стои пред точката на речиси секоја реченица. Толку често се користи што воопшто и не се внимава дали таа се кажува во кафеана или во јавност. Воздржани не треба. Против глас ми ще ги
Бипот е навистина непотребен бидејќи тој е дел од традиционалниот прифатлив говор. Во него се разбира, не недостигаат и самофалбите, особено кога ги покрај тоа што сиот свет знае, се крие во тајност идентитетот на гостинот. Нема да ги именувам личностите, добро знаете кои имат посетена општина Кавалаци, начело со еден председател на Сојузна република Германија, да вечера заедно со мене во општина Кавалаци во Тиквеш, кој што е чест за општина Кавалаци, не мене како градоначалник. Веројатно затоа е поприфатливо некои работи понекогаш и по нешто и да се премолчат. Оти според самиот градоначалник листата е навистина толку многу долга, а кога тој би почнал да ја интерпретира, со сигурност би направил некој лапсус. Ако продолжиме така, може да зборуваме и до утре денот. Знаете дека не поседуваме нешто кое што го нема. А бидејќи таму, ако правилно се толкува што требаше да биде кажано, нема што нема. Останува отворена само една дилема. Дали само богатите треба и може да не возат кон иднината. Социјално кој е загрозен, зашто му и возачките? И на крајот, и на социјалците со возачка, и на оние без неа, и на богатите, и на славните. Убаво би им дошол по некој Дедо Мраз, а ако не успее да стигне, доволна е и обична честитка. И околу Нова година и јас сакам да честитам на сите, меѓутоа ево нека биде за граѓаните од ова сала да му честитаме и новогодишни празници, и божични, и сите останати. Срекна нови на сите граѓани што се во салата на 360 степени, а и на оние што се уште се надвор од неа. Се гледаме наредната година. Гледавте 360 степени. Ова беше последното издание на емисијата за оваа година. Следува двонеделна пауза, а ние повторно ќе се видиме од 15 јануари. Здравје! Во меѓувреме, убави празници и се најдобро во новата 2024. Пријатно!